Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Валандово. Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 9-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На денешната седница се присутни 15 советници, со што констатирам дека Советот може да носи полноправно одлука. За работа на 9-та редовна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период, кумулативно, за квартал 01.01.2026 до 31.03.2026 година. Точка 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2026 година. Точка 3. Квартален финансиски извештај за работењето на јавното претпријатие Комунален сервис Валандово за периодот од 1.1.2026 до 31.3.2026 година. Точка 4. Одлука на управен одбор на јавното претпријатие Комунален сервис Валандово за измена на ценовник за услуги на ЈП Комунален сервис Валандово. Точка 5. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2026 година. Точка 6. Предлог програма за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2026 година. Точка 7. Предлог програма за дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Точка 8. Предлог одлука за давање на временно одржување и користење на објект лоциран на катастарска парцела број 15328 КАО Пирава на Сдружение на пензионери Валандово, локален клуб Пирава и ловно друштво Орел од Валандово. Точка 9. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Вардарска православна епархија, црква Свети Великомаченик Димитри од село Раброво, во износ од 261.252 денари. Точка 10. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово за организација и реализација на надпревар во износ од 120.000 денари. Точка 11. Предлог одлука за финансиска поддршка за покривање на трошоци за 33-тиот меѓународен фестивал Пролетни веселби Хит Бахшен Фест Чалатили од Валандово во износ од 300.000 денари. Точка 12. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа од Валандово за организација и реализација на меѓународен мастер клуб до максимум 300.000 денари. Точка 13. Годишен извештај за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2025 година. Точка 14. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење на јавното претпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 15. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на член во управен одбор на јавното претпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 16. Предлог одлука за формирање на комисија за селекција на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење и управен одбор на јавното претпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 17. Предлог решение за разрешување и именување на представник на Министерство за социјална политика, демографија и млади за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинко од Валандово. Точка 18. Предлог одлука за одобрување финансиска поддршка на КУД Младост од село Јосифово за реализација на годишни програмски активности во износ од 100.000 денари. Точка 19. Одлука за измена и дополнување на одлуката за давање на користење на недвижна ствар, полигон за обука на возачи на катастарска парцела 562, 891 и 892 на катастарска општина Раброво, општина Валандово. Точка 20. Предлог одлука за давање на временно одржување и користење на недвижен имот сопственост на општина Валандово на Сдружение на пензионери Валандово, локален клуб Јосифова. Точка 21. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка за реализација на турнир во одбојка на Сдружение за подобрување на квалитетот на живот од местна заедница Пирава, село Пирава од Валандово во износ од 50.000 денари. Пред да пристапиме кон гласање на точките од дневниот ред,
Доставено е и барење за одобрување на финансиска поддршка за лекување во странство. Предлагам да се стави како дополнување на дневниот ред предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка за лекување во странство на Мика Роглева во износ од 60.000 денари. Дали Мика Роглева е ја доставам дополнувањето на дневниот ред за гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за едногласно е усвоено дополнувањето на дневниот ред за 9-та редовна седница. Благодарам. Јас сакам да укажам на обврската за транспарентност и на временно информирање на граѓаните, односно на јавноста. За денешната седница на Советот на Општина Валандово приметив дека на официјалната веб страна на Општина Валандово нема никакво известување ниту за седницата, ниту пак е објавен дневниот ред како вообичаено што се прави. Исто така нема ни информација на локалните медиуми. На овој начин граѓаните ги оставаме без можност да бидат навремено информирани за прашањата што ги разгледуваме денес и за одлуки кои што директно ги засегаат нив. Јас искрено не знам од која причина не е ова направено, меѓутоа апелирам во иднина да поведеме сметка за ова и навремено ги информираме граѓаните. Благодарам. Благодарам, Надица. Ќе бидат известени општинската администрација, ќе се разговара во однос на овој дел и се надам дека нема да имаме друг пат овакви пропусти. Процедурално ќе се јавам и јас. Предлагам точката од дневниот ред, точка број 4. Одлука на управен одбор на ЈП Комунален сервис од Валандово за измена на ценовот на услуги на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово да се симне од денешниот дневен ред, поради тоа што доставените материјали и податоци кои што се поврзани со предложениот ценовник се некомплетни и не овозможуваат целосна и квалитетна анализа. Со цел донесување на издржана и транспарентна одлука, потребно е да се обезбедат дополнителни информации и појаснувања, па поради тоа предлагам да се разгледа на некоја од наредните седници. Доставам симнувањето на точката од дневниот ред на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за едногласно е усвоено симнувањето на точката 4. Одлука на управен одбор на ЈП Комунален сервис Валандово за измена на ценовник за услуги на ЈП Комунален сервис од Валандово. Усвоено. Отварам расправа по однос на дневниот ред. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, оставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за едногласно усвоен дневниот ред за 9-та редовна седница. Пред да започнеме со точките од дневниот ред, отварам расправа по однос на записниците од 3-та вонредна седница, 6-та, 7-та и 8-та редовна седница. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ги ставам записниците на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за едногласно се усвоени записникот од 3-та вонредна, 6-та, 7-та и 8-та редовна седница. Точка 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал од 01.01.2026 година до 31.03.2026 година. Замолувам представникот од општината Слави Китајцаева да се произнесе по однос на извештајот. Почитувана председателке, почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани граѓани на општина Валандово. Денеска како прва точка на дневниот ред ни е кварталниот извештај на општина Валандово за првиот квартал и тоа за извештајниот период од 1.1. до 31.3.2026 година. Овој квартален извештај содржи 3 делови, тоа се К1 образецот, во кој што имаме комплетно извештајот за овој извештајен период на буџетот на самофинансирачките активности, на донациите, дотациите, кредитирањето, К2 образецот, каде што ги имаме СП обврските, тоа се пред обврските кои што општина Валандово ги има законски до секој 10 во месецот да ги внесува во овој образец.
Тоа се за 3 месеци дадени и К3 ни е образец за кредитирање. Во К1 образецот имам дадено и образложение, кое што е пратено. Во К1 образецот имаме вкупно приходи и вкупно расходи во овој извештаен период од 1.1. до 31.3.26 година. Значи, вкупните приходи што ни се планирани во овој извештаен период како тековно оперативни приходи ни се 326 025 886.000, а капиталните приходи ни се 70.000 планирани зборувам 017 114 денари. Значи вкупно планирани приходи во буџетот на општина Валандов за 26 година се 396.043 денари. Од овој план реализирано во извештајниот период од 1.1. до 31. март се 72.573.744 денари како тековно оперативни расходи и како капитални расходи 72 милиона 573.774, ако капитални приходи ни се 3.401.495 денари. Значи, вкупно реализирани приходи за извештајниот период кој што се следи се 75.239.000 денари. Или процентуално од вкупниот планирани приходи во буџетот за 26 година, тоа изнесува 19,18%. Во расходниот дел, во тековно оперативните расходи за 26 година, планирани се расходи во износ од 315.547.000 денари, а капитални расходи ни се планирани 80.496 денари. Или вкупно расходи планирани 396.043.000 денари. Во овој извештаен период се реализирани расходи од тековно оперативните расходи 68.292.159 денари, а капиталните расходи ни се реализирани во износ од 3.801.894 денари. Значи, вкупно расходите кои што се реализирани тековно оперативните и капиталните расходи во извештајниот период изнесуваат 72.094.053 денари. Или споредбено процентуално со планот за 26 година на реализиран за расходи изнесува 18,20%. Многу значајно што сакам да го кажам овдека дека пренесеното салдо или вишокот од 25 година во претходната година, затоа што прометувате овдека поголеми ни се расходите од приходите, изнесува, дадени во табелата подолу, 1 милион, вкупно 1 милион 006.013 денари. Од овој 1 милион во основниот буџет пренесен е вишок од 700.824 денари, буџет на донации 8.508 и буџет на самофинансирачки активности 296.681 денари. Или вкупно пренесен вишок во 25 година 1 милион 006.013 денари. Овдека од остварените приходи, што ни се по буџетите кои што ги имаме, значи имаме 5 буџети, основен буџет, буџет за наменски дотации, за самофинансирачки активности, донации и кредити, ви се дадени поодделно, 22 милиона за основниот буџет, 694.436, за наменски дотации ви се 51 милион 044.955, самофинансирачките активности ви се 1 милион 229.835 или вкупно приходи 74.969.226 денари, кои што се реализирани во овој период во вкупниот буџет на општина Валандов. Во приходите, најголем дел, приходите ни се планат најмногу од даночни приходи, неданочни и даночни и неданочни приходи. Од даночните приходи се соберени приходи во износ од 9 милиона
391, 360.000 денари и овдека веќе спаѓаат персоналниот данок на плати на вработените, чие место на живење во Општина Валандово. Овдека спаѓа планираниот приход по основ на данок на имот, данок на прометна недвижност, данок на наследство и подарок и камати за доцени од плаќање, како и 4.632.590 денари или 49,33% од остварените даночни приходи по основ на комунални такси и надоместоци за уредување на градежно земјиште и данок на специфични услуги. Неданочните приходи, тоа се е дадено во К1 табелата, се во износ од 1 милион реализирани, остварени, наплатени, во износ од 1 милион 670 денари, 760 и тоа се предсе по основ на административни такси и глоби, на такси и надоместоци и како други неданочни приходи, овдека спаѓаат на плаќање на фактури за електрична енергија, лиценци за такси возила, премии за осигурување на моторни возила, како и повраток на средства од сопствено учество во проекти. Во приходите исто така спаѓаат и трансферите и донациите. Од трансферите и донациите ни се реализирани приходи од 61 милион 506.624 денари. Тоа се предсе трансфери од други нивоа на власта. И по 4, овдека во приходи се спаѓаат и капиталните приходи и капиталните приходи се реализирани во овој период остварени капитални приходи во износ од 3 милиона 401.495 денари или 4,72% од планираните капитални приходи за 26-та година. Во другиот дел ви се дадени расходите, кои што се во износ од 72 милиона 094.053 денари во овој извештаен период, кои што се однесуваат предсем на плати и надоместоци, на стоки, плати и надоместоци во износ од 50 милиона 482.879 денари, стоки и услуги, кои што се 14 милиона 111.399, субвенции и трансфери во износ од 3 милиони 500.665 денари, социјални бенефиции 163.337 денари и капиталните расходи, кои што се во износ од 3 милиони 801.894 денари. Во капиталните расходи имаме исплатено 752.728 денари за реконструкција на улица Маршал Тито во Валандово, тоа е улицата од полициската станица што се работеше во овој период, и изградба на капелата на градските гробишта во Валандово, 2.429.360 денари и исто така 68.988 денари имаме исплатено за изработка на геодетски елаборати за капитални проекти за потребите на Општина Валандово, кои што исто така спаѓаат во капиталните расходи и овие елаборати и проекти. Значи, вкупно расходите во овој извештаен период ни се 72 милиона се извинувам, 094.053 денари. Во образецот К2 ни се дадени СПО обрските за месец јануари, за месец февруари и за месец март. И исто така, посебно ви се дадени по расходна ставка овие обврски што ги има Општина Валандово. Во износ од 34 милиони 545 денари 452. Во образецот К3 сакам да кажам дека овде имаше и техничка грешка која што ја исправивме ја подбригна советниците. Ние кредитот што ги има Општина Валандово, побараме кредит и тоа во 21 година од 3 милиони 400 денари. 400.000 денари, да. А одобрене 2 милиона 833.590 денари, толку е кредитот што го отплаќа Општина Валандово. Значи тоа годишно плаќаме два пати, во месец март и во месец септември, по 157.422.000 и каматна од 33.879 денари.
Ова рата ни е платена на 13.3.26 година. Значи, минатата година 2 рати и оваа година 1 рата. Толку од мене, доколку имате некои прашања, ви стојам на располагање. Ви благодарам. Благодарам, Славица. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани градоначелници. Може малку микрофон да разумеш? Председателке. Гледате? Од овие документи што ни се дадени за кварталниот извештај имам една забелешка. Може да видиме дека за субвенции и трансфери имаме дадено околу 3,5 милиони денари, а за капитални расходи имаме 3 милиони 800, од кои скоро 2,5 се за капела на градската гробишта, од која што мислам дека тоа е дотација од влада по јавен повик. Со што доаѓаме до тоа дека од нашиот основен буџет имаме само 820.000 денари. Сега, може да видиме дека поголем дел од овие средства одат во трансфери, а не во капитални проекти. Би апелирала, јас лично како советничка група, ние не сме против трансфери, само да бидат подобро распределени во наредниот период. И би апелирала да менаџирате подобро во врска со капиталните проекти. Мислам дека треба повеќе во тоа насока да се насочувате. Благодарам. Благодарам ти. Твој начин. Благодарам на забелешката. Почетокот на 2026 година. Нормално е. Зимски период се почна проекти со реализација и исплатата не може да оди веднаш. Значи, за најголем дел од проектите, што се започнати, ќе биде исплатата во вториот квартал. Значи, веќе помина скоро и цел април, да имаме сега квартален извештај, во април имаме барем најмалку дупло ќе бидат тие расходи. За да планираш и да реализираш проекти, треба да немаш долг. Што те влечат назад од претходно. Тоа е најбитното, знаеме нели сите. Инаку, можам слободно да кажам дека во овој период се реализираат проекти насекаде, за да отпочне една постапка за реализација на проект, кој ќе ги видите машините на терен, 95% е завршена работа. Ама треба да завршат, да подпишат надзорите, па да гледаме реализација таму, во буџетот. Додека не ги платиме, не можеме да ги видиме во извештај. Значи, она што ни беше планирано во населеното место е завршено, во тек се активности за бетонирање на населените места комплетно, баш и си почули. Пресинуваме во Раброво, па одиме во Казандол, тоа е дел од годишната програма на општината. Вчера заврши јавниот повик на Министерството за транспорт, ќе бидат асфалтирани скоро целосно 5 населени места во општината, во проект вреден од 65 милиони денари. Нема да го видиме од буџетот, но ние како администрација и јас како градоначелник сме се вложили, оние проекти што ги примавме како донација на првата военна седница, веќе се реализираат. Чи да влеземе во фаза на реализација, треба да имаме проектна документација. За жал, освен некои ситни проекти, односно можам слободно да кажам дека не начекавме едно ливче хартија од проектна документација. За околу 5 месеци навистина е невозможно да стигнеме и до проектна документација и да обезбедиме средства и да го реализираме на терен. Но во наредниот период до крајот на оваа година општина Валандов ќе биде градилиште.
Тоа го ветив, сите оние проекти кои што ги поминавме на претходните седмици на Совет, веќе се во тек, се подпишуваат договори, како да кажам, веќе нивната реализација е во полн интензитет и сметам дека како општина на крајот од годината ќе имаме една многу подобра слика во делот на извештајните периоди и мислам дека ќе успееме она што сме го ветили на граѓаните и да го остваруваме. Свесни сме, пак ќе кажам, останатите договори не влечат назад, ние мора да исплатиме и за периодот пред нас, дека забелешката ти е во ред во однос на трансферите, но е периодот кога ние треба да ги поддржиме културно-уметничките друштва, спортските клубови, носевме одлуки за сето тоа и не можеме, например, да кажеме, еве, денес има надпревар државен во средното училиште, ние носиме одлуката и мора да го платиме нашиот дел като генерални покровители. Имаме фудбалски клубови, општински лиги, имаме спортови буквално во повеќе области. Имаме и државен првак во футсал, од Јосифово, и таму ќе треба да помогнеме. Вечер има финални игра, тоа треба да ни биде гордост. Добро е да имаме активности на младите во сите, буквално во сите сфери на нивното општествено живење. И во култура, и во спорт, и во други активности. И мислам дека како една мала општина, во тој дел сме една од општините кои што има најмногу манифестации и најмногу такви активности низ годината. Јас дадов збор, мислам дека и вие не се спротивставувате, да ги поддржиме сите тие млади луѓе и да им дадеме елан за во наредниот период да постигнуваат што е можно подобри резултати. Да ги вклучиме сите таму каде што треба да ги вклучиме во општествените активности, дали се спортски, дали се културни, дали се од било каков друг тип активности, ние како општина мора да застанеме за нив. Затоа во овој дел имавме обврски, сега ќе имаме и Фолкфест во Ландо, и Хит Бакшенфест во Чалакли. Тие се манифестации кои што се еден белег на нашата општина. Како општина мора да ги поддржиме. Многу, нели, реално буџетот како општина не ни е некој си со износ колку што ние посекуваме, но сепак правиме максимални напори на времено да одговориме на сите потреби и барања на сите тие активисти во општината кои што едноставно не репрезентираат не само овде во државата, туку и во странство. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг разбор? Повели. Се согласуваме, градоначалник. Мислам дека и претходните совети бевме доволно јасни со нашето гласање, бидејќи никогаш не бевме против тоа, не сакам да бидам погрешно разбрана. И мислам дека во право сте дека треба да ги поддржуваме, но само ми беше целта да бидат тие подобро менаџирани. Благодарам. Благодарам, Верица. Дали некој друг има разбор? Доколку никој нема разбор, ќе се јаваме за збор. Накратко само, чисто да направиме една споредба со субвенции и трансфери со капитални расходи од истиот период од 2025 и 2026 година. Субвенции и трансфери во 2025 за истиот период од 1.1 до 31.3 биле 5.742.385, додека истите за овој период се 3.500.000. Капиталните расходи за овој период од 2026 година се 3.801.000, додека во 2025 во истиот период биле 3.964.000. Така да, мислам дека претходната година во истиот овој период се дадени многу повеќе субвенции и трансфери отколку сега и верувам дека градоначалникот и неговиот тим сепак се уште, да речам, краток период во кој што се они таму, ќе успеат добро да раководат со финансиите и да ги планираат добро средствата и трансферите. Ви благодарам. Дали некој друг ба разбор? Доколку никој не ба разбори, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Против?
Воздржани? Констатирам дека со 8 гласа за и 7 воздржани е усвоен кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за кварталот 1.1.2026 година до 31.3.2026 година. Точка 2. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2026 година согласно насоките од Министерството за финансии. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Валандово за 2026 година. Точка 3. Квартален финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово за периодот од 1.1.2026 година до 31.3.2026 година. Замолувам директорот на јавното предпријатие Тамо Георгиевски да се придесе по однос на оваа точка. Повели директора. Добар ден, поштуване председателке, поштувани советници, поштувани градоначалник. Финансови извештај на работењето на јавното комунално предпријатие во период од 1.1.2026 до 31.3.2026 година. Значи, комуналното предпријатие има приходи од 10 милиона 190.441 денар. Това е купно приходи. Има приходи од вода, од канализација, од смет, мислам да ги имате и вие пред вас спорите, ги разделяте. Разходи имаме 8 милиона 864 денари, 807 денари. Значи јавното предпријатие за ова тримесечие има вкупна добивка од 1.325.564 денари. Може да ги разделяте. Како сме трошили, како сме добили пари, приходи. Благодарам. Директора да имате уште нешто да... Слободно нека да разгледате историите и да има некој да прача нешто. Благодарам. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Повелите. Добар ден на сите. Прво да му се заблагодарам на директорот на ЕКО Комунален сервис, кој за прв пат после 9-та редовна седница присуствува на состанок и го замолуваме во името на сите советници во иднина да присуствувате на секоја седница каде што ќе има точки за комунален сервис во Валандово. Едно прашање до вас. ЕКО Комунален сервис има, како што знаеме сите, законска обврска да ги земат под надлежност сите населени места. Во таа насока сакам да го прашам директорот каде е поставката за преземање на надлежноста на водоснабдувањето на населените места Башибос, Сопри, Кочули и Прстен. И кој се грижи во моментот за безбедноста на водата во овие населени места? Ви благодарам. Благодарам, Аня. Да, моментално сме во приговори со населението Собрин, Башибовци и Прстен. Ќе гледаме во наредниот период да ги преземе преку нас, а моментално, како да ви кажем, се води грижа за нив, се врши редовно хлорирање на водата, контроли имаме секоја недела на водата, значи се оди тековно. Како да ви кажам, значи имаме увид на водата, дали е за пиење, дали не е за пиење, имаме редовни контроли. А кој ги врши? Центарот за јавно здравје врши контроли секоја недела и вршиме хлорирање на истата вода. И добиваме извештаи за квалитетот на водата. Благодарам, директора. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоен кварталниот финансиски извештај за работењето на ЕКО Комунален сервис од Валандово за периодот од 1.1.2026 до 31.3.2026 година.
Точка 4. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина Валандова за 2026 година. Замолувам представникот од општината Билко Аврамски да се произнесе по оваа точка. Повели. Добар ден на сите. Со оваа одлука се дополнува програмата за урбана опрема во општина Валандова за 2026 година, со тоа што се додава истото. Се дозволува поставување на урбана опрема, вклучително детски игралишта, парковска опрема и друга јавна инфраструктура на целата територија на општина Валандова. Благодарам. Благодарам, Жоко. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Повели градоначалник. Потребата за измена на програмата заедно со службите ја уливавме и во наредниот период, бидејќи имаме активности за изградба на повеќе наменски спортски игралишта, за аплицирање, односно за повеќе наменски игралишта во Удово, Дедели и Башибос. Секако дека бидејќи широка е рамката, можеме тоа да го правиме и по други населени места. Исто така сработена и проектна документација за постување на забавни паркови во повеќе населени места, претежно во деловите од населените места околу основните училишта. И се надевам дека во текот на оваа година ќе успееме да ги реализираме замислените идеи за населените места, односно да им овозможиме на учениците да имаат дополнителни услови, односно да имаат содржини каде што ќе го поминуваат нивното слободно време, да спортуваат, да се дружат и така натаму. Тоа беше контекстот за што ја прошируваме програмата за локални економски развој. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа по однос на оваа точка. Повели професоре. Во прилог на оваа програма за фактички за измена на програма за поставување во равноправност на минатата седмица на Советот, апелирав и овие постоечки спортски игралишта кои секако што се Удово да се обновуваат тековно, бидејќи распаѓа на една даска, повикува друга и така натаму. Во таа смисла, уште еднаш пак инсистирам, има веќе правен субјект во селата, речеме местна заедница која што се придружила за одржување тие спортски убави игралишта кои се навистено во наменски наместени во Удово, например, во централното подрачје. Таа улога веројатно треба комуналното предпријатие да ја преземе, значи да се санираат навремено, да не дојде до поголемо оштетување, потоа да станат и нефункционални. Значи ова е за нова опрема, ама и тековно одржување на тие такви терени, како што се речено во Удово, во Марвинци и така натаму. Тоа беше мојата забелешка на претходниот. Значи да се преземе некаква иницијатива, тековно да се одржуваат, оти една, да речеме, она што фали еден дел, повлекува потоа распаѓање други така. Таа смисла на забелешка. Благодарам, професоре. Повели градоначалник. Накратко да му одговорам на почитуваниот советник. Се согласувам со вашата констатација дека одржувањето е многу значајно за сите такви јавни терени и јавни површини. Секако дека не би сакал да изместиме реалноста, затоа што обврската не е на комуналното предпријатие да ги одржува тие такви јавни забавни површини. Значи секоја дејност која што не е пропишена во нивниот статут за работа и во нивниот делокруг на регистрирани надлежности не може да ја обавуваат. Тоа ми беше забелешка. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена програмата за измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема во општина Валандова за 2026 година. Точка 5. Предлог програма за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандова за 2026 година. Жоко, те молам да принесување по однос на оваа точка. Повели. Се дополнува програмата за урбанистичко планирање
2026 година, со тоа што се додава точка која гласи измени и дополнен на урбанистички план за село Пирава за блок 9 со детална регулација. Моментално во село Пирава има план со зонски план, со зонска регулација, каде што нема предвидено маркици, туку самите луѓе треба да се прават урбанистички проекти и слично. Во овој блок, каде што има заинтересираност за истиот, ќе се прави измени и дополнено со тоа што ќе биде направена детална регулација, ќе се формираат маркици и ќе има нова намена. Моментално намената А1 домување, а намената ќе се промени на дел од овој блок во Б5 хотелски комплекси. Благодарам. Благодарам, Џоко. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Повеленица. Благодарам. Како што спомнавте, во предлог програмата за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на Општина за 26 година, значи, со која по точка 4 се додава точка 5 нова, измени и дополнен на урбанистички план за село Пирава за блок 9 со детална регулација. И исто така и во член 5 е предвидено финансирањето да се изврши од буџетот на Општина Ландово. Па сметам дека тука недостасува едно суштинско образложение за причините и потребата од оваа измена. Именно во предлогот одлуката не е воопшто наведено дали станува збор за иницијатива од приватно лице, од правен субјект, инвеститор, немаме ништо во материјалите, или пак за некоја потреба која што поврзана со капитални инвестиции од јавен интерес на Општина Ландово. И ова е од особено значење, ова прашање е од особено значење, имајќи предвид дека досегашната пракса, знаете и вие, покажува дека кога приватен субјект, инвеститор, бара измени на урбанистички планови, кога ги иницира и ги плаќа, а не се земат од буџетот на Општина Ландово. Па поради тоа сакам да прашам, кој е иницијаторот, имаме ли конкретна причина за измена, дали постои јавен интерес во тоа што нели се спомнавте за која намена, меѓутоа немаме ништо конкретно во материјалите и врз основа на кој критериум е донесена таа одлука трошокот да биде на товар на Општина Ландово. Благодарам. Благодарам, Навица. Повеленица. Целата на оваа измена и дополнен урбанистички план за село Пирава е за подобра реализација на урбанистичкиот план за село Пирава, со тоа што моментално на таа површина 80% е државно земјиште, при што кога би дошло до продавање на истиот по пат на јавно надавање, истиот би општината би имала прилив на средства кои би можели да користат за изградба на улици, патишта и слично. Доколку имам пример, тој дел, само дел од него ќе биде направен за хотелски комплекси. Другиот дел ќе се остане за куќи. Моментално кај што има приватни парцели, ќе си биде куќи, каде што е државно земјиште, ќе си биде за хотелски комплекси. Благодарам. Благодарам. Значи сакам да кажете да заклучиме дека нема никаква конкретна иницијатива. Барем не е доставена до нас. Така? Така бе разбрано. Добро, добре. Повелен началник. Секако дека станува збор за државно земјиште. Штом имаме измена на детален план, дополнување или било што, значи ние размислуваме за развој на тоа населено место на кое што се однесува. За да има било каква инвестиција, треба да има детален урбанистички план. Имаме, нормално, доаѓаат кај нас секојдневно луѓе со идеи да инвестираат во нешто, а станува збор за државно земјиште, како што спомена Ѓоко, 80% е државно земјиште, да е приватно земјиште, барем 80%, тоа би си го правил самиот заинтересиран инвеститор, нели? Да си го плати, да го купи, но ние не треба да направиме можност за тоа државно земјиште биде да има можност да биде дадено на јавно надавање, некој да го купи. Која е поентата? Еве, ќе ви дадам пример. Вие сте заинтересирана да инвестирате некаде, ќе го платите урбанистичкиот план, понатаму постапката е да оди на јавна аукција и да го купи некој друг од овде. А вие да ги потрошите парите за урбанистичкото планирање на просторот. Штом има интерес
пројавуваат интерес на државно земјиште, општината треба да ги следи луѓето, односно можните инвеститори и да ги следи со креирање, односно измена на детални планови. Без навремено носење на урбанистички планови, не можеме да направиме развој на општината. Станува збор за 80% државно земјиште. Пак ќе повторам, ако го плати некој во една приватна иницијатива и постапка, која е гаранцијата дека тој во редовната законска постапка ќе може да си го купи? Мислам, логиката е јасна дека во овој дел, кога постои заинтересирано за инвестиција од било каков тип, а се наоѓа на градежно земјиште, општината треба да им излезе во пресет на таквите инвеститори. Не значи дека ако се заинтересирани еден, двајца, нема да се појават уште двајца, тројца или петмина. Што поголем интерес има за одреден бизнис, за одредена парцела, тоа е подобро за општината. Ќе постигнеме повисока цена и ќе оствариме повисоки приходи во буџетот, кои што потоа ќе можеме да ги потрошиме на улици, на канализации, доградби. Еве, во Пирава имаме таков пример, мора да е доградиме канализацијата околу стадионот во Пирава. Во делот на сервисната улица. Мора да ја промениме водоводната линија таму, затоа што до крајот на ова или почетокот на наредната година таа улица на влезот кон копите, што го викаат, со се паркингот на стадионот, ќе бидат асфалтирани. Ние не можеме да чекаме да дојдат машините па да трчеме пред нив да ја замениме подземната инсталација. Таа е, значи, уште еднаш сакам да потврдам, значи, штом има таква иницијатива, значи, некој пројавува интерес. И на нас не е од интерес, како општина, во секое населено место, да им излеземе во пресвет на можните инвестиции. И благодарам. Благодарам, градоначалник. Значи, во ниеден момент не сме ние против развојот на нашата општина, дома на работата сме против развојот на нашата општина. Прашањето само ми беше дали има конкретни иницијативи, затоа што не сме запознати, само толку. Благодарам, Маница. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека со 10 гласа за и 5 воздржани е усвоена програмата за дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2026 година. Точка 6. Предлог програма за дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Накратко само, значи, да се дополнува програмата за локален економски развој во точка 3, алинеја 3.3 за изработка економички планови се додава нова точка која гласи измена и дополнува економички план за село Пирава за блок 9 со дезелна регулација, што беше на претходната точка, и се додава во 3.4 реализација на проекти кои се изградба на повиконаменско и спортско игралиште во село Удово и поставување на урбана опрема, вклучително детски игралишта, парковска опрема и друга јавна инфраструктура на територијата на општина Валандово. Благодарам. Благодарам, Жото. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена програмата за дополнување на програмата за локален економски развој на општина Валандово за 2026 година. Точка 7. Предлог одлука за давање на временно одржување и користење на објект лоциран на катастарска парцела број 15328 КО Пирава на Сдружение на пензионери Валандово, локален клуб Пирава и ловно друштво Орел од Валандово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за усвоена е одлуката за давање на временно одржување и користење на објект лоциран на КП број 15328 катастарска општина Пирава. Точка број 8.
Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Вардарска православна епархија црква Свети Великомаченик Димитри село Раброво во износ од 261.252 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за усвоена е одлуката за одобрување на финансиска поддршка на Македонската православна црква. Точка 9. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на Средното општинско училиште Гоце Делчев од Воландово за организација и реализација на државен надпревар во износ од 120.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за едногласно усвоена одлуката за одобрување на финансиски средства на Средното општинско училиште Гоце Делчев од Воландово. Точка 10. Предлог одлука за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 33-тиот меѓународен фестивал Пролетни веселби Хитбах Шем Фест Чалапи од Воландово во износ од 300.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 33-тиот меѓународен фестивал Пролетни веселби Хитбах Шем Фест Чалапи. Точка 11. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа од Воландово за организација и реализација на меѓународен мастер куп до максимален износ од 300.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 14 гласа за е усвоена одлуката за одобрување на финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа од Воландово за организација и реализација на меѓународен мастер куп. Точка 12. Годишен извештај за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2025 година. Да молам градоначалникот да се поиде се поднесне оваа точка. Кој е градоначалник? Благодарам, председателка. Штувани советници, поради неможност на вработените од Центарот за развој да бидат присутни на денешната седница поради редовни состаноци во Германија на проекти. Еве како лице што раководеше со оваа институција 10 месеци од 12 во претходната година, ви стојам на располагање да ви одговорам на прашањата и ќе се обидам накратко да ги елаборирам активностите кои што ги имаше Центарот за развој во 2025 година. Значи станува збор за темплейт, односно извештај, законски темплейт на сите 10 општини од Југоисточниот плански регион и дополнително активностите кои што ги има реализирано регионот во 2025 година. Како позначени тука би ги издвоил реализирање на проект од програмата Диспаритети при Министерството за локална самоуправа, некаде во висина од близу 9 милиони денари, каде што беа набавени возила за собирање на отпад за 2 општини во регионот, исто така на програмата на Бирото за регионален развој беа реализирани проекти во 3 општини со асфалтирани улици и во повикот од за специфични населени места. Исто така Центарот реализираше, чинам дека беа 23 смарт табли во 4 општини од Југоисточниот плански регион. Исто така започна со реализација 4 проекти со вкупна вредност од околу 1.600.000 евра, значи околу 100 милиони денари од повикот за прекогранична ИПА соработка со Република Грција.
како институција, не само во Македонија, туку и во Грција и во Источниот плански регион, не само во износ, туку и во број на проекти, доби најмногу проекти. Значи, можност да аплицираат на тој повик има 4 плански региони, односно територијално половина Македонија, југоисточен, Вардарски, Пелагониски и југозападен плански регион. Можност има да аплицираат сите институции, здравствени институции, образовни институции, општини, јавни предпријатија, невладини организации и така натаму. Од вкупно одобрените 17 проекти, југоисточниот плански регион е вклучен во 4. Во тие 4 проекти, општина Валандово е застапена во 3. Од едниот проект за кој што веќе е распишена меѓународна јавна набавка на амбулантни возила и медицинска опрема, Валандово, односно здравниот дом и итната помош ќе добијат ново, целосно опремено амбулантно возило. Друга медицинска опрема и технологии кои што им се потребни, што претходно за сите овие проекти подпишувавме договори за соработка со сите такви здравствени институции во регионот. Општина Валандово ќе добие и автоматски дефибрилатор. Сите 10 општински институции, згради на општинските институции ќе добијат дефибрилатор. Најмалку 50 лекари од дитните медицински помошки во Радовиш, Струмица, Валандово и Гевгелија ќе бидат обучувани во најголемата болница во Солун, заедно со експерти на една од, мислам дека АХЕП и беше називот, Сдружение за кардиоваскуларни заболувања, национално сдружение во Република Грција, тие ќе ги организираат обуките, после обврската на 50 лекари е да ги обучат граѓаните и корисниците на дефибрилаторите да ги користат. Значи има разлика меѓу полуавтоматски и автоматски дефибрилатор. Такви се чинам 18 автоматски, а сите здравни домови во опремата што ќе ја добијат има по еден полуавтоматски дефибрилатор, ЕКГ апарат и друга неопходна опрема за нивното функционирање. Исто така, такви дефибрилатори автоматски ќе бидат поставени на 3 гранични премини на Ново село, Дојран и Богородица. Имавме како центар подпишен меморандум за соработка со царинската управа. Ќе бидат сите цариници обучени да ги користат тие дефибрилатори. И нашата цел е еден човек да спасиме на граничниот премин што има таков проблем, има потреба од користење на автоматски дефибрилатор, сме ја завршиле нашата мисија. Сепак, тука би додал дека и самите искуства кои што ќе ги добијат лекарите од дитната медицинска помош при обуките во Солун од еминентни експерти од грчкото здравство ќе ни бидат од големо значење како регион. После тоа другиот проект кој што беше Green for Good, прво пласиран според бодови на целиот повик во 4 оски предвидени. Предвиден е брз полнат за електрични возила, 180 киловатен, пред спортската сала Филип II Македонски во Валандово и уште на 5 други локации во Југоисточниот плански регион, во Гевгелија, Дојран, Ново село, Струмица и Радовиш. На секој 25 километар ќе имаме таква инфраструктура. Може би сега ќе се запрашаме колку од нас користат такви електрични возила, но за да туристите поминуваат во овој дел од државата, мораме да имаме таква инфраструктура. Прва техничка документација што има изработена било која институција во Македонија за постување на 20 брзи полночи, како идеја беше, како проектна задача и идеја беше оценета со највисоки бодови и доби $70,000 од UNDP и Министерството за локална самоуправа на повик пред околу 2,5 години, за да истата идеја да ги поставиме тие 6 брзи полночи, беше изработена за 20 локации во регионот, но согласно можноста за финансирање
одбравме 6 локации кои што се наоѓаат на 25 километри, поминувајќи низ југоисточниот плански регион. Исто така во проектот, во делот на Tax for All за пристапност, планирани се монтажни пристапни рампи и уште некоја друга опрема и обуки се разбира. Во рамките на тој проект да искориста можноста да ја запознаем јавноста, ќе биде изградена инклузивна плажа во Дојран, на градската плажа, за прв пат во Македонија. И сметам дека со тој проект значително ќе бидат олеснето движењето и на некој начин со набавката и на дополнителни возила за спортските издруженија за лица со хендикеп. Исто така се предвидени одредени локалитети туристички да биде возможно да бидат попристапни со опрема со знаци, со сигнали, со звуци. Еве, например, партнерот регионот на Централна Македонија од Солун заедно со Национална асоциација за лица со попреченост во Република Грција ќе го прават пристапен цел Солун. Секој, бидејќи таму има доста семафори и пешачки премини, за да можат полесно, односно со помош на знаци и специјална технологија, да можат да се движат лицата со хендикеп полесно и да биде побезбедно за нивното движење. Четвртиот проект е за струмичкиот микродел, да така да кажам, Струмица, Босилово, Василево, Ново село и дел од Радовиш ќе го опфаќа. За прв пат ќе биде поставена. Тоа би бил пилот проект исто така во Македонија за поставување на термална камера, која што ќе биде поставена точно на зградата на општина Босилово, бидејќи зградата на општина Босилово е центар на струмичката котлина. И таа камера ќе овозможува да прибира податоци при идеална видливост до 65 км. Тоа е фактички да ги заштитиме граѓаните од горењето на дивите депонии, но целта ни е и да навремено да бидат спречени и шумските пожари. Комплетен огражден, беласица, до делот до Самуилово, некаде околу 82% ќе се покрива од Ново село, 100% од Босилово и Василево, околу 85% од територијата на општина Струмица, освен Струмица Запад, бидејќи пречка е градот за да се гледа западниот дел од Струмичката општина и 1/3 од Радовиш, од општина Радовиш. Сметам дека веќе тој дел од проектот не изоден и ние како општина ќе имаме таква потреба, една таква термална камера да поставиме на Казандол. И навремено сите можни пожари навремено да ги детектираме. Таа ќе биде поддржана таа камера, која што ќе работи 24/7, единствено е потребна некоја минимално напојување со електрична енергија и нормално интернет конекција. Ќе има два мониторинг центри, едниот мониторинг центар ќе биде во Центарот за управување со кризи во Струмица, а другиот во територијалната противпожарна единица во Струмица. Истиот модел веќе го имаме. Правецот ќе работиме да го поставиме на територијата на општина Воландо и ние да направиме дополнителни услови за безбедност на нашите сограѓани од пожари. Со набавката на дронови и на специјални возила, буквално секој оној кој што ќе се обиде да подметне пожар, рокот е многу краток, кога доаѓа сигналот до самиот систем за следење, со кревање на дронот буквално може да го фатат на лице место под полубачот на пожарот. Дроновите се движат со брзина некаде до околу 70 км/ч. Значи во една територија, да кажеме, воздушно, не знам колку ни е Казандол или Калково, од 4-5 км, пресметате за колку брзо дронот ќе стигне на лице место и може да ги регистрира дури и можните подполувачи. Секој пожар би бил навремено откриен, навремено може да се интервенира и таквата превенција сметам дека ќе биде од големо значење
при реализацијата на овој проект, но и ќе ни биде репер како тој систем би функционира во пракса. Но сепак тие се стандарди кои што се опишени во самиот проект и во самите набавки на таква специјална опрема и сметам дека тој проект би бил успешен и успешно би ја вршил својата работа. Исто така и Источниот плански регион, нови проект го споменав сега на отварањето на државниот надпревар. Во висина, целиот проект за Македонија е во висина од 1 милион евра. Носител на активностите за државата е Земјоделскиот факултет при ЮКИМ. Партнери сме, Земјоделскиот факултет при ЮКИМ има 500.000 евра на располагање, а другите 500.000 евра се на Нова креатива МКЦ и Источен плански регион за спроведување на проект за земјоделско производство со помош на вештачка интелигенција. Прв таков проект во земјите од Западен Балкан ќе биде имплементиран, подпишани се договорите. Мислам дека крајот на летото или почетокот на есента веќе е закажан првиот состанок на партнерите. Лид партнери за овој проект се од Република Грција, секако како искусни веќе во спроведување на такви проекти се вклучени во овој проект партнери од Италија, Романија, Полска и Латвија. И како општина и како регион ќе имаме голем бенефит од резултатите на еден таков проект. Сепак, земјоделието треба да го движиме согласно новите технологии, вештачката интелигенција и новите технологии се иднината и треба да ги подготвиме не само учениците, туку и сите оние кои што се вклучени во земјоделско производство, да ги користат сите алатки кои што ќе им стојат на располагање. Може би сега звучи така недостижно од ова што го зборувам за реализација на терен, но сепак сметам дека новите технологии многу брзо доаѓаат и ние не бевме свесни колку брзо веќе сме дел од новите технологии и развојот на вештачката интелигенција, која реално е иднината на не само на нормалното живење, туку и на производството, дали е земјоделско, дали индустријско или било што, многу брзо доаѓаат веќе работите, посебно во делот на технологиите. Исто така во некаде повеќе од половина е проектот СЕТКОВЕ, каде што имаме 19 партнери како Југоисточен плански регион. Веќе се остварени многу средби, многу активности во тој дел. Мислам дека веќе 50% од тој проект е реализиран. Проект исто така е во фаза на реализација од Интерек ИПА програмата, каде што лид партнер на тој проект е регионалната влада на Астурија од Овиедо, Шпанија. За тој проект, поради тој проект, бидејќи има редовен состанок од 27 до 30 април, повеќе од половина од тимот на Југоисточниот плански регион е таму со веќе преземени обврски за реализација на тој проект на редовен состанок во Германија во Лајпциг. Исто така, редовно секоја година, повеќе години наназад, Југоисточниот плански регион заедно со општините го организираат заштитата од комарци, односно дезинсекцијата на поголем дел од општините. Помагаат при одредени активности на општините, доколку општините, односно локалните оделени за регионален развој, леровите шурикаме пројават интерес и се надевам оваа година веќе Југоисточниот плански регион го потпиша со Министерството за локална самоуправа согласно повикот за диспаритети за набавка на комунално возило за општина Валандово од програмата за 2026 година. Така да има многу работи, се обидов така накратко да ви опишам со што се занимава, односно што е делокруг на активности на Југоисточниот плански регион. Вчера
доби награда за најголем број на реализирани проекти финансирани од Европската унија, каде што и општина Валандово доби друга награда, чи регион кој што има реализирано најмногу интерек проекти во цела Македонија, значи од 8 плански региони. Купно 8 плански региони покриваат територијата на ви благодарам, доколку имате прашања, ви стојам на располагање и уште еднаш во името на вработените од Центарот за развој да замолувам да го примите нивното извинување поради неможноста да бидат присутни на денешната седница. Благодарам, градоначалник. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласување. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоен годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2025 година. Точка 13. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласување. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Јавниот повик ќе се објавува на 4 мај 2026 година и ќе трае 5 дена, односно најдосно до 8 мај. Точка 14. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на член во управен одбор на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на член во управен одбор на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Исто како и кај надзорниот, така и за управниот одбор, роковите ќе бидат тие. Точка 15. Предлог одлука за формирање на комисија за селекција на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење и управен одбор на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Замолувам председателот на мандатната комисија да се произнесе по однос на оваа точка. Овој Мартин. Почитувани колеги, почитувани градоначалник, почитувани граѓани, вчера мандатната комисија се состана и како предлог членови на оваа комисија за формирање на комисија за селекција на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење и управен одбор на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово се предлага за председател и заменик председател на комисијата за селекција на членови во надзорниот одбор од редот на вработените во општина Валандово се именуваат како председател Илија Матеев и како заменик председател Анита Трајкова. За член и заменик член на комисијата за селекција вработени во организационата единица за управување со човечки ресурси се именуваат Елена Фидански како член и Александар Коцев како заменик член. И за член и заменик член на комисијата за селекција вработени во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово се именуваат Даниела Пандева како член и Даниел Гошев како заменик член. Благодарам. Благодарам, Мартин. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за формирање на комисија за селекција на членови во надзорниот одбор за вршење контрола на материјално-финансиското работење и управен одбор на јавното предпријатие Комунален сервис од Валандово. Точка 16. Предлог решение за разрешување и именување на представник на Министерството за социјална политика, демографија и млади за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца, детска градинка Калинка од Валандово. Замолувам председателот на мандатната комисија да се произнесе по однос на оваа точка. Ова има.
Значи, прво по собствено барање, поднесено со известување број 02-36/9, поднесено од страна на Јасминка Давидовалиева. Таа бара да се одземе, односно да се разреши како член на управен одбор на јавната општинска установа за деца детска градинка Калинка Валандово, а како представник од Министерството за социјална политика, демографија и млади, на истото тоа место се именува, односно се предлага Радмила Душевска. Благодарам, Мартин. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека со 9 гласа за, 2 против и 4 воздржани е усвоено решение за разрешување и именување на представник на Министерството за социјална политика, демографија и млади за член на управниот одбор на јавната општинска установа за деца детска градинка Калинка Валандово. Точка 17. Предлог по одлука за одобрување финансиска поддршка на клуб Младост од село Јосипово за реализација на годишни програмски активности во износ од 100.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за одобрување на финансиска поддршка на клуб Младост од село Јосипово за реализација на годишни програмски активности. Точка 18. Одлука за измена и дополнување на одлуката за давање на користење на недвижна ствар, полигон за обука на возачи на КП 562, 891 и 892 на КО Раброво, општина Валандово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за измена и дополнување на одлуката за давање на користење на недвижна ствар, полигон за обука на возачи. Точка 19. Предлог одлука за давање на временно одржување и користење на недвижен имот, собственост на општина Валандово, на Сдружение на пензионери од Валандово, локален клуб од Јосипово. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за давање на временно одржување и користење на недвижен имот, собственост на општина Валандово, на Сдружение на пензионери Валандово, локален клуб Јосипово. Точка 20. Предлог по одлука за одобрување на финансиска поддршка за реализација на турнир во одбојка на Сдружение за подобрување на квалитетот на животот местна заедница Пирава, од село Пирава, во износ од 50.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за одобрување на финансиска поддршка за реализација на турнир во одбојка на Сдружение за подобрување на квалитетот на животот местна заедница Пирава. Точка 21. Предлог одлука за одобрување на финансиска поддршка за лекување во странство на Ника Роглева во износ од 60.000 денари. Отварам расправа по однос на оваа точка. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 15 гласа за, едногласно е усвоена одлуката за одобрување на финансиска поддршка за лекување во странство на Ника Роглева. Со ова е исцрпен дневниот ред за денешната редовна седница. Оставам простор за советнички прашања доколку ги има. Дали некој има?